Автентичниот изглед на старата скопска чаршија полека но сигурно се губи. Веднаш по поминувањето на камениот мост и навлегувањето кон чаршијата, може да се забележи дека покрај естетиката која се помалку се задржува, представува и небезбедно место за движење на пешаците поради искршените плочки. Од другиот влез, каде што е плочникот кај плоштадот Скендербек, се наоѓа фонтаната која е оградена со стакло, а искршени се и дел од клупите. Кај споменикот на Скендербек, каде што луѓето можат да ја видат фонтаната и да седнат да одморат, може да се забележи дека едно од стаклата кои што се наоѓаат зад мене е искршено и не е поправено, додека оние кои што се здрави не се исчистени. Паралелно имаме и клупи кои што се уште стојат искршени и не може да се седне. При спуштањето од плочникот кон влезот на чаршијата, може да се забележи дека се поставени тезги кои што продаваат сувенири карактеристични за Скопје и Македонија. За истите пред околу месец дена од општина Центар рекоа дека се отстранети бидејќи биле бесправно поставени и со тоа беше расчистен еден од најфреквентните делови на историската и туристичка локација. При обиколката во околината на чаршијата поразговаравме со дел од луѓето кои ги сретнавме. Најголем дел од нив беа туристи кои се дојдени на прошетка во Скопје. Дел од нив и претходно ја посетиле земјава и забележуваат промени во изгледот. If I have to compare to 3 years ago, it's changed a lot. I noticed that there are a lot of more international people going around in comparison to 3 years ago. We care about it, but usually it's too much stuff, and usually we don't care about it. We just like to travel in the Balkans. We have been in different countries. Затекнавме и еден наш сограѓанин кој живее долги години во странство и вели дека драстично е променет изгледот на чаршијата и дека во Италија многу подобро би било третирано вакво историски значајно место. Не ја гледам старата чаршија како што била. Во Италија овие коцките малецки се остануваат секогаш исти. Имат измени, подобрувања, али во истиот стил. При одењето преку чаршијата кон црквата Свети Спас има бројни локали кои имаат поставени тераси и го стеснуваат просторот за движење на пешаците. Од општина Чаир до почетокот на овие вести се уште не добивме одговор колку такви има и дали се легално поставени или станува збор за дивоградби, а оштетени се и скалите кои водат нагоре. Кај црквата Свети Спас не дочека нешто поразително. Главната врата за влез во неа, каде што е и гробот на Гоце Делчев, беше недостапна за влез, а околу неа се наоѓа дива депонија. На само неколку метри од главната врата во црквата Свети Спас, каде што е закопан великанот Гоце Делчев, се наоѓа ваквата депонија во која што може да се забележи дека има од лименки преку кабаст отпад до градежен шут. Старата скопска чаршија не се знае од кога точно постои, но првите документирани податоци за постоење трговски центар датираат од 12 век, а претрпело огромни штети од земјотреси, но и во двете светски војни. Таа е културен споменик на културата во која може да се види наследство од повеќе култури и цивилизации кои учествувале во нејзиното создавање.